Ok, mi se čini дека сме спремни. Јас само на кратко за мене, кој не ме познава, јас се викам Александър Глайс. Јас сум германец, живеам 26 години во Битола. Си земам за право и да правам грешки во јазикот. Барам веќе сега милост за тоа. Може би ако некој прашува што правиш ти тука, делумно денес ќе добиеме еден одговор за тоа. Нашата тема, кој може да те ослободи, мене ме засегнува моментално, може би повеќе луѓе, повеќе од нас тука присутните, го имаме ова прашано на друг начин. Кој ќе ме ослободи од ова влада моментално во Германија што владе, окей? Не влегувам во македонската политика воопшто. Многу германци така мислат моментално, кој ќе ме ослободи од лошата политика? Кој владе со нас во Германија, прашуваат германците. Земјата се расипува, економијата, земјата пропаѓа по полека, економијата пропаѓа. Кој владе и кој може да не ослободи од ова лоша политика? Ама ова можеме и да се прашуваме на лично ниво. Ако една земја може да биде управувано лошо, така да пропадне, може би една личност може да биде водено, управувано на лош начин. И сакам да одиме малце на личното ниво. Кој владе во мојот личен живот? И што прави тоа со мене лично? Дали кај мене има една добра влада во мојот личен живот? И владетелот тоа сум јас, нели? Дали ми треба ослободување од некои мои ставови и постапки? Каде водат моите одлуки, моите ставови, моето однесување? И може би тука имаме една слика со една личност која е многу оптеретена, која носи тешки товари во животот. Стравови, грижи, неизвестност, и гревови. И колку од овие товари ми се наметнати од околината, од околностите во кои што живеам, и колку од овие работи јас самиот си ги имам оптоварено преку моите одлуки и моите ставови. Може би ми треба ослободување од самиот себе си. И може би ми треба мене една нова влада во мојот личен живот. Затоа сакаме денес малку да зборуваме. А тоа сакам да го правам низ еден настан, историски настан. Ќе ги пратиме првите христијани или ќе ги посетиме првите христијани во Македонија. Ќе разгледаме заедно како верата во Исус Христос дојде во Македонија. Малку бев инспириран со тоа што еден мој пријател ми кажа дека тој бил обвинет дека христијаните со кои што тој се дружи биле нововерци. Некоја нова вера имал тој и тоа значи дека е тоа нешто лошо. И си реков, и сакал да разговараме за тоа, да гледаме дали библиското верување, верувањето во Исус Христос според Библијата е нова вера, нешто ново измислено, нешто погрешно. И затоа ќе одиме со првите, или ќе ги посетиме првите христијани во Македонија. А во суштина ќе
ќе одиме со тројца мажи. Прво низ денешната Турција. Тоа е, тие тројца мажи се Павле, познат како апостол Павле, Сила и Тимотеј. Тројца мажи. Ова го читаме во книгата Апостолски дела во Светото писмо. И тие тројца тука патуваат пешки низ денешна Турција. Тогаш тие области се вика поинаку Фригија, Галација. Интересното во ова патување беше што тие беа водени од Бог во своето патување. Да може би тоа за вас е нешто туѓо. Воден од Бог. Нели? Чудна работа, јас одам каде што мислам јас правам што сакам јас, каков Бог ќе ме води мене. Ама интересно е во овој расказ, тие се обидувале, кога патувале, вака, да одат прво во Азија. Тоа беше римската провинција Азија, денешна западна Турција. И Бог не дозволил да одат таму. Божиот дух не дозволил. Па тогаш се обидувале да одат према север, Витинија и Понтус таму. И таму читаме Христовиот дух не дозволил. И така патувале вдолж Мизија и дошле до Троада. Океј. И тука сме сега во библискиот текст. И што се случува таму во Троада? На Павле му се јави нојкно видење, маж македонец стоеше пред него и му се молеше велејќи, дојди во Македонија, помогни ни. Значи, патувајќи низ цела Турција или низ тој западен дел, се обидува да одат во разни правци и Бог не дозволува. И Бог ги води до Троада, до едно место близко до морето, и таму му се јавува на Павле едно видење и еден човек од Македонија вели, дојди, помогни ни. Сега да се прашаме малце, овај човек што таму му се јавил, кој го прати? Кој е тој? Дали македонците го молат Павле да дојди? Не, Павле има едно видење и тој го добива од Бог. Значи, тоа не дојде од луѓето во Македонија, тие не рекоа дојди помогни ни. Туку Бог знаеше дека луѓето во Македонија имат потреба од помош. И Бог го повикува човекот преку кого сака да помогне. И така, Бог направи тие тројца да сватат нешто. Кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајќи дека Бог не повикал да им го проповедаме Евангелието. Че овие тројца, односно сега им се придружи и авторот на ова апостолски дела Лука, и сега тој пишува ние. Сега авторот Лука таму се приклучи, сега се четворица и разговарат, Павле го виде ова, еден македонец вика, и тие заклучуваат, Бог не дозволи да одиме во Азија, Бог не дозволи да одиме во Витинија, сега Бог не води и вели, одите во Македонија, и што да правиме таму? Да им го проповедаме Евангелието. Има една порака, која се вика Евангелие, радосна вест, и Павле во суштина патува веќе подолго време со таа радосна вест во багажот.
И сега сваќа, ние треба да одиме во Македонија таму да го проповедаме, да ја проповедаме таа порака. Би сакал на кратко да размислиме што е таа радосна вест. Технологијата има веќе некои киксови, пензионери веќе во суштина во години. Добра вечер. Има уште место, повели, има уште место. Евангелието, радосната вест, апостолот Павле во Ефесијаните го нарекува зборот на вистината. Значи тој тврди, Евангелието е вистина. Не е некоја бајка измислица, туку вистина и е радосната вест за вашето спасение. Тоа им го пишува на Ефесијаните. После беше на вистина во Азија и луѓе во Ефес поверува во Христос и Павле после им пишува Евангелието зборува за вашето спасение. Знаете, кога Бог ги повикува луѓето во Македонија имат потреба од помош. Каква помош е тоа? Треба да хуманитарна помош, не знам, помош, технолошки развој, помош, организација на општеството. Не. Помошта што им е потребно е Евангелието за нивно спасение. Подразбира логично, тие се изгубени во однос на Бог и Бог праќа една порака преку која, ако ја прифаќат, можат да бидат спасени. И се нагласува дека тоа е вистината. Како што реков, не е религиозна бајка, не е некоја измислица. Во друго место, во Римјаните, апостолот Павле го нарекува Евангелието, Божјото Евангелие, Божјата радосна вест. Бог има една радосна вест. Знаете, морам да признавам, во овие денови, кога се гледам со некој и тој прашува што ќе се пофалиш, тешко ќе најдеш нешто. Тешко. Сега, еден проблем имам. Ако по-нормално ќе почнувам да зборувам за политиката. Нели? И тоа не е радосно нешто. Ама кога ќе се фалам за она што можам да се фалам, понекогаш, како малце детинско велам, се фалам во тоа што Бог ме љуби. Сега веќе не сака да зборува. Затоа можам да се фалам дека Бог има една радосна вест за мене. Звучи малце наивно. Звучи наивно, нели? Зашто имам ја студирано во животот? Зашто сум толку паметен? Ако се фалам за вакви детски работи, Бог ме љуби. Создателот на овој свет, на Вселената, на космосот, ме љуби, ме познава и ме љуби мене. А и за тоа ќе се пофалам радосната вест. Бог ја има за мене, а во центарот на радосната вест, кој е таму? Неговиот син. Божиот син. Исус Христос. И Павле го нарекува нашиот Господ. Тој збор Господ, грчки Кириос, се користи за Бог. Господ Бог. Исус Христос е нашиот Господ. Не по традиција, туку реално. И Павле имаше една точка во својот живот каде што тој одлучи да поверува во Христос и да го прими како личен Господар, како личен Господ во својот живот. Радосната вест, Евангелието, зборува централно за Исус. Многу луѓе мислат христијанското Евангелие зборува за мене, каков треба јас да сум. Христијанство се занимава со заповеди кои јас треба да ги пазам и ако ќе ги пазам, ако сум доволно добар, тогаш може би Бог ќе ме прими. Ама не е така. Евангелието, радосната вест Божја, зборува централно за Неговиот син и што направи тој за мене, за јас да се спасам. Тоа е Божјата радосна вест. И,
Да не избрзам сега. Чекай. Да не избрзам. Што е радосната вест? Значи радосната вест, замисли, Бог, нашиот Создател, не остана горе во небото, равнодушен према нас, туку тој стана еден од нас. И тој има намера лично да не спаси и после да владее со нашиот живот. Тој сака да биде новата влада во нашиот живот. Исус Христос сака да биде нашиот владетел. Интересно е, ние луѓето не мислиме дека тоа е тоа што нам ни треба. Овие луѓето во Македонија тогаш си го живеа својот живот, нема поим дека стотици километри понатаму во Троада седат тројца, четворица евреи и ќе бидат од Бог испратени кај нив да им помогнат со Евангелието. Нема поим. Ако да одеше во некоја кафана во Македонија, прашуваш луѓе, што ви треба вам? Не ми треба повеќе златници да можам да си купам што сакам, знаеш. Или не знам што. Што треба? Бог знаеше што треба. Ние луѓето не знаеме што ни фали во суштина. И што навистина може да ни помогне и да не ослободи. Ние обично имаме симптоми и третираме симптоми. А Бог го напаѓа коренот. И го напаѓа коренот, ќе видиме како изгледа тоа. И Бог сака од корен да не ослободи, да не спаси и одново да не прави ново. Сега, рековме, овој македонец кој се јавува кај Павле во видење вели, дојди помогни ни. Сега малку е тоа, може би, не е многу лесно да се признае дека секој од нас има потреба од таква помош. Ќе цитирам неколку стихови од Светото Писмо, пак од Библијата. Како се опишува состојбата на луѓето пред Христос, пред да поверува лично во Исус. Павле им пишува на христијаните во Ефес: вие некогаш, кога живеевте без Бог во овој свет и немавте надеж. Значи, овие луѓе има секакви богови, ама живиот и вистински Бог, Создателот, не го знае. И се живееше без надеж. Човечкиот живот колку трае? Не се знае. Што доаѓа после? Луѓето нема поим, има своји представи, страшни, немаше надеж за понатаму. Личен однос со Бог не постоеше. Ке зборуваме наредниот пат, во наредното предавање малку за тоа. Бевте без Бог во овој свет. Како живеа тогаш луѓето и денес? Народите одат во суетата на својот ум. Знаете, ова што ние го измислуваме и нашата цел често пати е суетна. Суетна значи на крај за џабе. Ми беше интересно една дискусија помеѓу еден научник христијанин и еден научник атеист. И темата беше дали науката има одговор за се. И тој атеистот, кој беше хемичар, значи светски ранг хемичар, ако не дури и Нобеловец, тврди дека науката има одговор за се. Науката е голем, сјаен
зафат на човештвото да открие се и да реши се. Ама како атеист, неговото тврдење беше животот е чист случај, без смисла, животот нема смисла. А сега овој христијанин од научник го прашува, а зошто ако се нема смисла, зошто воопшто правите наука? Кога се нема смисла, зошто студирање, зошто истражување, зошто разбирање, секога се нема смисла? Одговорот на човекот беше, па со нешто морам да се занимавам во мојот живот. Додека трае. Нели? То тука дојде, значи суета. Зошто сум јас професор, доктор хемија, кога се нема смисла? Ја разбирам. Мораш да правиш нешто секој ден. Со нешто мораш да се занимаваш. Ама дали има поголема смисла од секојдневно јадење, пиење кафе, јадење сирење со 2 маслинки и лепче, и утре пак истото, и задутре пак истото, а и задутре ќе пиеме капучино наместо турско. И некогаш нешто ново. Добив коментари, нова кошула сум носел, да. Нели? Океј, сакам да кажам, ајде, од време на време нешто ново, ама дали тоа беше се? Суетата на нашиот ум. Интересно, Павле вели, луѓето биле помрачени во својот разум. Воглавно во однос на Бог, воглавно помрачени, не ја гледаме вистината за нашето постоење и од каде доаѓаме и зашто живееме. Отуѓени се од Божиот живот. Не го знаат личниот однос со Бог и тоа го изложува човекот на многу притисоци, стравови и стресови. Затоа што сме создадени од Создателот за да би имале еден таков близок личен однос со Него. Незнаење во однос на Бог имаме. И делумно тоа се должи на тоа што имаме закоравени срца. Дури Бог кога се обидува да ни се представи, да ни се открие, ние пружиме отпор и не сакаме тоа да го слушаме и да го знаеме. Ама така живееме. И како такви, Бог смета дека ни треба помош. Уште еден цитат. Тит, значи, Павле му пишува на својот соработник Тит и вели, ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живејки во зло и завист, мразени и мразејки се еден со друг. Еден многу точен опис на човечкото живење. Секој за себе. Ама тоа што не спојува помеѓу луѓето, допирните точки со другите е зло, завист, омраза. И не мораш далеку да одиш тоа да знаеш дека е реално. Во нашето секојдневие е така. Одиш на нашиот прочуен широк сокак и слушај ги еднаш сите разговори во кафичите што се водат. Колку се позитивни и колку се отровно оговарање од завист, омраза и ниски чувства. И ситење. Тоа е реалноста. Нам ни треба помош. И прашањето дали има некој кој може да не ослободи од тоа. Гледате тука долу, има едно но. Дали го видовте? Но. Затоа што во Библијата текстот продолжува. И тука се гледа како Бог контрира на нашето мразење и зло. Кога се јавија добрината и човеколюбието на Бог, нашиот Спасител, тој не спаси.
Znači, Bog se javува во нашиот свет, полн со омраза, завист, расипаност и сето тоа, со добрина и човеколюбие. Библијата тврди дека Бог стана човек. Семојкниот, вечниот Создател стана еден од нас. Да не мораше да се роди во Витлеем како јудеец, можеше и македонец да стане. Тој ќе беше еден од нас, еден од нас, од друг народ, ама човек стана. И што покажа кон нас таквите гнасни луѓе, добрина и љубов кон човекот. И тој не спаси. Значи веќе има луѓе кои можат да велат, тој Бог веќе мене ме спаси. Ова ослободување веќе се случи. И поточно, ако ќе читаме понатаму во текстот, како Бог не спаси преку Исус Христос, нашиот спасител. Значи, Бог станува наш спасител преку Исус Христос. Тој е Бог кој стана човек и сака да ни биде личниот спасител. И видовме дека од многу нешта мораме да се спасиме, помеѓу друго. И можеби најважно од ова. Бог определил ден кога ќе му суди праведно на целиот свет. Сега моментално сите сме загрижени поради ескалација на војната во Украина. Да не стане голема војна, отворено голема војна, со атомски бомби и се. Од тоа се плашиме. Разумните луѓе се плашат од тоа. Ама има нешто по-неизбежно од тоа. Еден ден Бог определил ден на судење. Секој човек кој живе на ова земја е одговорен пред Бог, дали тој тоа го знае или не. И еден ден ќе мора да се јави пред Бог и ќе мора да даде отчет пред Бог. И човекот кој го Бог и го има определено тој ден и личноста која ќе биде судија. И тоа е човек. Еден човек кој е определен за тоа и тој човек умре и беше воскреснат од мртвите. Тој е самиот Исус Христос. Значи ни треба помош, ни треба спасение. Гледавме од нашата собствена состојба, ама конечно од Божиот суд ни треба спасение. Ни треба ослободување од самите себе си, ни треба нов живот и ни треба ослободување од Божиот суд. И убавото е што Бог сака и едно и друго да ни го даде. Тој простува и тој го дава вечниот живот. Преку Исус Христос. Сега се враќаме. Некако знаете што сега направивме, објаснивме со каква порака, со која порака Павле, апостолот Павле патуваше. Тоа го имаше во Акташната, ако ти ќе имаше, не тој го имаше тука, не. Ама со таа порака Павле патуваше и тој и неговите другари со таа порака сега Бог ги насочува кон Македонија. И влегуваат во Троада и таму гледаме преку морето како патуваат и стигнуваат конечно до Неапол, денешна Кавала. Значи тука отпловивме од Троада, патувавме право кон Самотрак, а на идниот ден во Неапол, а оттаму во Филипи, римска колонија и прв град во оној дел на Македонија. Во тој град престојувавме неколку дена. Филипи ден денес можете да го посетите. Да видам дали го има тука. Го нема. После. Значи, Филипи беше римска колонија. Некогаш некои луѓе од островот Тасос се населија таму
после Филип Македонски го направи градот Македонски град, изгради таму зидови и сето тоа, а после падна на римјаните и тие таму населија ветерани од легиите, како награда за војна служба, и таквите луѓе сега таму живеат во Филипи. Неколку дена останавме таму. И сега Павле, нели, сметат дека треба таму да го проповедат Евангелието. Што направија? Еве, во саботата излеговме надвор од градската врата кон реката, каде што очекувавме според обичај да се молат. И седнавме и им зборувавме на собраните жени. Мене тоа ми се допаѓа. Павле не донесе тука говорница, она. Не, седна таму и разговараше со жените. Изгледа имаше само жени таму. Тоа беа жени еврејки или жени кои беа приврзаници со еврејската вера. Кога имаше евреј во некој град, мораше да има барем 13 возрастни мажи да отворат синагога. Додека го немаше тоа, се собира некаде за молитво, изгледа. И Павле како евреин знаеше такви места постојат и затоа седна и разговара со жените. Дека сето тоа не е некоја измислица, може да се гледа тука овај план на остатоците на Филипи и градската врата, главната беше тука е реката. И значи тука некаде, тука се излегува и тука на ова река беа собрани овие жени. И сега тие зборуваат со тие жени. Што кажуваат? Павле обично прво одеше секогаш кај евреите. Тој народ веќе беше подготвен и знаеше дека има само еден вистински Бог. Другите народи има секакви богови, духови, божества и сето тоа. А евреите веќе знаеа одамна дека има само еден Бог и дека тој Бог има ветено дека еден ден ќе дојде спасител за луѓето. И Бог имаше определено, имаше предскажано од која фамилија ќе дојде тој. Фамилијата на царот Давид. Во кое место ќе биде роден? Витлеем, во една област таму, во денешен Израел, беше веќе предопределен 500 години пред да се случи. Детали од неговиот живот, пророците, старите пророци, го има веќе предскажано, а исто така дека тој ќе биде од собствениот народ предаден на туѓинци, на римјаните, и дека ќе биде осуден и убиен. И дека ќе воскресне на третиот ден. Повторно ќе биде жив, и тоа пророците го кажа веќе. И дека преку него, дека неговата смрт не беше некоја залудна смрт, некоја грешка во системот, туку дека тоа беше предвидено, дека таа смрт ќе плати за нашите гревови пред Бог. Сето тоа еврејскиот народ, за тоа еврејскиот народ беше подготвен, и сега доаѓа Павле и зборува со овие жени и почнува да им го објасни. И сега тука читаме некоја жена која му се поклонуваше на Бог, по име Лидија, продавачка на пурпурно платно, од градот Тиатир. Слушаше. Ова беше, не знам што е правиот збор, таа не беше обична продавачка, туку бизнес жена. Да не била бизнесменка, лошо малце, бизнес жена. И пурпур беше апсолутно, значи такво платно со пурпур беше многу скапо нешто. Значи кралевите и навистина многу богати луѓе можеа такво нешто да си купат. И така таа жена беше дел од градската елита
може да се каже, работеше трговија со тоа платно и таа му се поклонуваше на Бог. Таа беше најверојатно жена од пагански народ, а беше привлечена од евреите со нивната вера во единиот Бог, единствен, вистински Бог, создател и со високите стандарди, морални стандарди и сето тоа што тоа верување го имаше. Значи се поклонуваше на Бог и затоа се дружеше со другите жени таму. И таа слуша. И ова многу интересна работа. Павле го зборува тоа што ви го реков во кратки црти. Павле зборува за тоа како Бог одамна го подготви еврејскиот народ за доаѓањето на тој Спасител. И дека пророците сето тоа го предскажува. И на крај има изјави како ова: нему сите пророци дават сведоштво дека оној кој верува лично во него ќе прими прошка на гревовите преку неговото име. Такви изјави правеше. Тука не се кажува точно што рече, ама имаме други проповеди на Павле и можеме да заклучиме дека истото тој го кажал таму. Кој верува во Исус Христос, нему му се дава нов вечен живот и тој влегува во лично заедништво со живиот Бог. И гледаш, ова жена слуша и сега тука се случува најважното. И Господ и го отвори срцето да внимава на зборовите на Павле. Сега денес, ова вечер, јас морам да се надевам дека Бог вам ќе ви го отвори срцето. Ако тука не е апостолот Павле, туку само некој германец. Ja? Зборовите се важни, не е важно кој ги кажува. Пораката е важна. Во центарот на пораката е Исус Христос. Лидија слушаше со отворено срце. И да видиме што се случи кај неа. А кога беше крстена? Замисли. И таа и незиниот дом. Значи, како бизнес жена, таа сигурно имаше вработени, имаше фамилија, имаше вработени и тогаш луѓето живеја во големи домакинства. Може би сите тие таму беа присутни или брзо после слушаа и тие и сите поверуваа и се крстија. Крштавањето е еден надворешен знак, символ за едно внатрешно верување. Надворешен символ за нешто што јас сега верувам и од кое што сум убеден. И сакам да сведочам за тоа. Таа се крсти и незиниот дом, сите таму поверуваа. И сега вели на Павле: ако ме сметате за верна на Господа, влезете во мојот дом и останете. И не принуди. Веднаш сака таа тие туѓинци да дојдат кај неја дома и да престојуваат кај неја. И што вели таа: ако ме сметате за верна на Господа. Значи, ако сметате дека јас сега верувам на вистина во Господ. И кој е тој Господ? Тој е Господ Исус. И таа сваќа Господ Исус е Бог кој стана човек. Јас долу пишувам нешто грчки, Јас си реков, ако некој да гледаме, горното е тоа што вели таа: ако сметате, ако судите дека јас сум верна на Господ. Еден апостол на Исус Христос, Тома, така наречен неверен Тома, кога го видел Исус пред себе воскреснат и може да го допре, му рекол, значи Тома одговори и му рече, о Кириос му, значи мојот Господ, ке о Θεός му, и мојот Бог. Значи Тома сваќа, ако ти го нарекуваш Исус Господ,
Isus. Тогаш истовремено ти велиш, ти си мојот Господ и мојот Бог. И тоа лично јас го прифатив. И таа, ако ме сметате за верна на Господ, за неја тоа Господ не е некој збор, ние што го користиме Господ, нека не чува или нешто. Не, тоа е длабоко сега разбирање кој сега дојде во мојот живот. Таа одамна му се поклонуваше на Бог. Ама сега знај во кој верува и сега дојде Исус во нејзиниот живот. И Исус таа кој нарекува Господ Бог мој. Знаете, Лидија беше шефицата. Таа имаше своје предпријатие. И сега таа некој друг го нарекува Господ мој. Океј. Мене ми се чини дека треба да застанам. Јас сум шокиран. Дека веќе толку време вие издржите. Второто полувреме ќе го играме друг пат. Океј? Имаше уште едно убаво второ полувреме со многу голови. Ама тоа друг пат ќе дојде, значи има наредно предавање, нели? Значи сакам да ве поканам за наредниот пат. Ќе го играме второто полувреме тогаш, наредниот пат, значи од ова предавање. Сега видовме како една жена стана христијанин. Не со тоа како бебе да е крстена и не разбира ништо и туку една возрастна жена која е со полно разбирање, способна жена, свати вистината, кој е тој кој ќе ја спаси, кој даде нов живот и таа поверува додека слуша. Ништо драматично не се случи. Таму немаме нешто посебно. Седи и слуша една порака. И знаете зошто беше еден апостол Павле и неговите другари? Зошто беа насочени од Бог? Спречувани да одат таму, посочени кон Македонија. Бог ја бараше ова жена и луѓето во нејзиниот дом. Бог сакаше таа да слуша за Исус и да поверува и да се спаси. И тоа е ден денес ист се уште така. Бог ве бара вас лично, Бог сака вие лично да слушате, по можност со отворено срце, без противење, ако има прашања секогаш се добре дојдени, за да може Бог да ве ослободи и да ви даде Исус, да ви го даде Исус како спасител и Господар. Океј, ви благодарам за извонредното трпение. Ветувам дека не беше намерно. Јас само не го гледав часот тука, ме изненади. Овој компјутерот изгледа